Владата и ВМРО ДПМН немаат намера за предвремени избори и планираат да го одработат мандатот до 2028 година, но дека ќе бидат подготвени да одговорат доколку опозицијата ја отвори таа тема и побара изборно соочување, изјави премиерот Христијан Мицкоски во своето гостување во подкастот Каде се парите со Горан Теменугов. Ние се подготвуваме да си го истераме мандатот сите 4 години, но повторно ќе кажам, политичка порака не значи дека тие треба да имаат парламентарно мнозинство па да падне владата. Политичка порака е и онаа која што на пресконференциите, колку и да се тие маргинални во моментов како опозиција, тие се сепак опозиција, ја испраќаат и ние ја препознаваме и како таква ние мораме да ја анализираме и да одговориме на тоа. Така што на сите овие состојби во кои што се наоѓаме сега, се состојби во кои што ние ќе мораме да одговориме доколку сме предизвикани. Јас тоа сум го кажал многу пати до сега. Мицкоски во разговорот направи и временска проекција доколку изборите се одржат во редовниот термин. Тоа значи дека негде крајот на 27-та или јануари 28-та ќе имаме техничка влада. Изборите ќе бидат некаде април месец, првата или втората половина на април. Потоа уште 2 месеци формирање на влада, значи некаде ќе дојдеме до отприлика средината на јуни, или да бидам попрецизен, пред почетокот на летото 28 година. Ќе почне летото, доаѓа есента, веќе есента ќе почнеме тивко да се подготвуваме за претседателските избори кои што следат пролета 29. Почетокот на 29 ќе биде пред кампања и кампања за претседателските 29. Ке завршат претседателските 29, ќе дојде летото 29 и веќе со летото почнува пред кампањата за локалните избори. Ке бидеме во циклус избора. Ние ќе имаме 2 годишен циклус на избори. Од почетокот на 28 година до, би рекол, крајот на 29 година. Така што мораме да ги анализираме сите предизвици кои што се пред нас. Ние сме сериозна влада, јас сум сериозен човек и секогаш кога ги анализирам работите, во принцип барам решение за тие работи. Така што еве да заклучам, јас само како тизирам, само се обидувам да гласно размислувам. Премиерот повтори дека владата е определена да го заврши мандатот, но нема да остане без одговор доколку биде предизвикана од опозицијата. Ние како политичка партија и како влада сме определени да си го истераме мандатот. Крајот на мандатот на оваа влада подразбира еден циклус од, би рекол, 2 години, потоа континуирани избори. Доброто е што овој пат ќе биде за последен пат техничката влада со ограничени капацитети и простор за маневар, но исто така подготвени сме доколку опозицијата фрли ракавица за предвремени избори да одговориме на тоа. Во однос на најавената реконструкција на владата, ВМРО ДПМН денес и утре ќе одржи состаноци со коалицијските партнери Влен и Знам, пошто ќе биде познато кои министри и директори ќе бидат заменети поради незадоволителните резултати во работењето.